baby. I told you I'd be doing that all day today. Женската сексуалност историски е место на зазор, на контрола и на дисциплина. Оно што е интересно е дека денес истата позиција е речиси непромената. Сведоци сме на ненадменливата стигма која одбележува женската сексуалност, особено ако е експлицитна, а уште поособено ако е одбележана како настрана, како например сексуалноста на лесбијките. Во 21 век повторно зборуваме за женската сексуалност како нешто срамно и нешто недолично. Значи, од една страна ние сме или промискуитетни или фригидни. Единствен простор во кој што се надзира некаков интерес за женската сексуалност е репродукцијата и создавањето на семејство. Од тука рамката која ја имаме ние жените во однос на нашата сексуалност е една и единствена и се состои во една бинарна опозиција на курва и светица, односно или курва или светица, или уште полошо кога тоа треба да го инкорпорираме во еден субјект, онака како што ергените кога ги бираат своите супруги викаат домаќинка во кујната, распуштеница во спалната. Најлесен начин да понижиш една жена е да ја прикажеш во сексуално сценарио или да ја доведеш под прашање незината сексуална чистота. И за ова многу јасно говорат случаите како Јавна соба, Гевгелија Хаб и сличните групи. Наместо заштита на оние жени кои беа сексуално вознемирувани во тие групи, тие мораат да одговараат на прашања кои беа поставувани и во институциите, дополнителни на социјалните мрежи од општата јавност, зошто се сликале така, зошто се снимале така, зошто испраќале на своите дечковци или сопрузи такви материјали, сами си го барале, односно доколку не се соблакале, немало ни да ги има во јавност. Од една страна, денес женското тело е и хиперсексуализирано и објективизирано, но од друга страна, доколку една жена се омоки да ја изрази својата сексуалност, таа ќе најде на многу строга општествена осуда или барем ќе биде опомената општествено. Конечно, ние жените имаме тела, искусуваме задоволства и сексуалноста е дел, и тоа важен дел од нашите животи. Здраво, јас сум Наталија Стоевска, имам 29 години, работам во Валиант, во огнената продавница на задоволствата. Студирав општа и компаративна книжевност, во слободно време сакам да читам и да патувам. Во Валиант работам веќе 5 години, сакав да читам книги на тема за секс и истражував и имав многу прашалници во глава сврзани со сексот. Првенствено за тоа одлучив, пошто Валиант е единствено место што е врзано со сексот во Македонија. И така првенствено сакав да се одговорам на тие прашалници што ги имам во глава на самата себе и така да помагам на други луѓе. Па искрено, директно се немам соочено, не ме навредувал никој, не ми коментирал така да ми доаѓа лично да ме малтретира. Може би имало во позадина коментари, но сепак луѓето може да коментираат што сакам, јас имам право на избор каде ќе работам и што ќе работам. Па самото општество на некој начин не дозволува да зборуваме отворено за сексот. Самите мажи не сите, одредена категорија на мажи има такви двојни стандарди кога станува збор за некоја жена што е поотворена сексуално, е послободна, тие коментираат, осудуваат и тие девојки ги гледаат како да се нешто сомнителни, дека има некоја позадина во нив, дека тоа не е нормално. Ако станува збор за нивната сексуалност, тие сакаат повеќе да експериментираат, да испробуваат, да имаат што поголем број на партнерки. Ќе се удаш. Домаќица да станеш. Домаќица да станеш, а образ да чуваш, зашто образ е голем капитал. Јас пишував колумни повеќе години, почнувајќи од 2008 година, кога се уште се читаат и така наречените мејнстрим медиуми. Значи тоа беше Глобус, политички магазин, во кој правен пурнек на хрватскиот, во кој уредништвото одлучи да има една женска страница, во која што и самиот поднаслов гласеше дека
се однесува и на љубовта и на сексуалноста. Јас мислам дека тоа беше прв пат во македонските медиуми од тој тип да се отворат многу прашања во однос на женската сексуалност и во однос на сексуалноста воопшто. Значи се обидував да можеби не да ги понудам сите одговори, меѓутоа да отворам што повеќе прашања, значи вклучувајќи ги и сите табуа кои што се врзуваат со сексуалноста. Не знам, од сингл мајките кои се одлучуваат да раѓаат до хомосексуалните врски, трансджендер прашањата, квир прашањата, сите теми во кои што сексуалноста се врзува со општествената моќ, односно начинот на кој нели се користи женската сексуалност за да и се покаже каде е нејзиното место во општеството, значи за абортусот, правата, сите други права кои што се врзани со сексуалните и репродуктивни права на жените. Па, мислам дека читателската публика на Глобус беше сепак една да наречам лево ориентирана интелектуална публика која што добро ги прифаќаше колумните, иако и тие некогаш признаваа дека се изненадени од отвореноста и од не знам, од широчината на теми кои што една ваква колумна може да ги опфати. Во пошироката јавност се разбира дека мислењата веројатно беа поделени до мене. Претпоставувам дека повеќе доаѓаа позитивните, што не исклучува дека имало и конзервативни струи кои не биле толку одушевени од таква јавна дебата за овие прашања. За себе да кажам, имам 35 години. Живеам со семејството. Исто така и си работам и привремена работа, сексуалната работа, исто така си работам и нормална работа. Па започнав со сексуалната работа на 20 години. Претходно имав работено во едно козметичко студио во кој што се нудеше и масажи. И пошто заработката беше одлична, така да нешто ме намами на сето тоа. После завршувањето на средното училиште не сакав да продолжувам факултети, него сакав да продолжам да си работам и започнав со сексуалната работа. Тоа време се нудеа масажи. Мислам, немаше сексуални услуги, ама беше еротска масажа, така да пак спаѓа во сексуално нешто нудење, ама не беше контакти сексуални. Па сексуалната работа се одвива на принцип кој што си пушташ огласови. Сега не ги кажуваш услугите кои што се нудат во тој огласник, него едноставно си стои назнака дека се нудат масажи и такви работи. Повеќето клиентите се разбира знаат за каков тип на масажи станува збор. Оставаме телефонски бројчиња кои што они не контактираат. Сега секој зависи, сексуален работник, секој си има своји принципи на работа. Си имаат одредено, пример да речеме термини на од кога до кога, од колку до колку часоци работат и плюс зависи, да речам, од самите клиенти. Омилен дел од мојата работа е разговорите со клиентите што ги имам. Тоа ми се допаѓа највише со нив, затоа што повеќето се доволно слободни да може да си ги кажат своите проблематики со кои што се соочуваат. Ние некако, не знам сега, секој сексуален работник пак ќе кажам дека е различен. Поготово мене ми е најомилениот дел кога едноставно ми се искажуваат, ми се отвараат, а сега доколку можам да им помагам. Стигмата доаѓа првенствено од домашното воспитување, тоа се пренесувало од генерација во генерација. Домашното воспитување и сексуалниот развој не поминале за нас по најдобриот начин. Многу е апсурдно да се стигматизира и да се табуизира нешто кој што сите мислиме на тоа и сите го правиме, кој што самите ние, тоа е нашата природа и што самите сме настанале од сексот. Така да не треба да се позиционираме како жртви, сепак треба да земеме таа наша сексуалност во нашите раце и да го освестиме тој дел дека ние сме одговорни за самата неа. Не треба да дозволиме на дворешните фактори и околности да аменуваат и обликуваат нашата сексуалност или одредена група луѓе. Сексуално отворениот став е базата на таа сексуалност, како да се отвориме и да се развиваме. Постојат многу начини како да се развие тоа.
Дел од тоа се различни работилници, постојат во групи, различни семинари, тантра фестивали. Секс-шоповите сами по себе направен револуција во сексуалноста. Тие предонесуваат да се разгори желбата, да експериментираме со партнерот. Тој асортиман од играчки ни дава многу возможности, да не биде тоа една сува монотонија, туку да биде жешко и да се изненадуваме постојано. Кога ќе дознаеме што сакаме, исто така треба да разбереме и што не сакаме. Да не правиме нешто што не го сака нашето тело. Мајка ми беше прва на ударот на рецепцијата, значи нели сите пошироки роднини, тетки, стринки се јавуваа кај неа, таа главно молчеше. Дури кога мислеше дека претерувам, сепак беше да речем ме поддржуваше. Меѓутоа има анекдоти повеќе, да речеме мојот сегашен супруг кога го запозна прв пат во едно кафеле, првата реченица што изговори беше те читам јас тебе. И сега тоа беше истовремено нели за мене позитивен знак дека добро тука има материјал, а од друга страна нели тука требаше една репутација да се докаже. Денес со промените, да речем, со новите медиуми, со начинот на кој популарната култура влегува во секојдневниот живот на луѓето, многу теми сферата на сексуалноста станаа поблиски, поотворени до луѓето, значи во јавноста многу повеќе се зборува за некои од овие теми. Меѓутоа мислам дека дали сме поотворени, тоа е повторно има два одговора, затоа што мислам дека паралелно постојат тие струи. Од една страна има еден сериозен дел од јавноста кој се отвара кон овие теми, меѓутоа за жал сведочиме и на една регресивна струја која што инсистира на некакви конзервативни сваќања, на некакви враќање на некакви патриархални вредности. Тоа не е нешто што се случува само кај нас, туку за жал сведочиме и во Европа што се случува. Забраната за абортус се враќа на голема врата во многу европски земји, во Америка нели со последните случувања на уставните промени истото се случува, така да за жал таа борба која мислевме дека нашите баби ја извојува, ќе мора да ја извојуваме повторно и во нашата генерација. Книгата Историја од долапот, како една претходна која што ја издадов, која имаше наслов Голиот на гости, се антологии на еротски фолклор. Тие се направени токму со цел да покажат дека нашата народна култура не е само патриархална, иако по дефиниција фолклорот е традиција, меѓутоа дека дури во тие некои минати времиња кога патриархалната култура била уште поприсутна и уште посилна, сепак постоел отпор кон патриархатот и кон двојниот морал, и сепак постоеле луѓе кои што создавале творби кои се навистина отстапка од тој морал, во кој многу отворено се говори и за сексуалноста, за неприродноста на моногамијата, например, за хомосексуалноста, за другите сексуални малцинства, за многу теми кои на прв поглед не ги доживуваме дека се дел од таа наша народна традиција. Целта на ваквите книги е токму тоа, да покажеме дека, нели, да се спротивставиме на оние кои велат дека ние денеска измислуваме некои нови типови на однесување, и да покажеме колку е погрешно врзувањето и ограничувањето на сексуалноста во тесни рамки, и особено кога таа сексуалност се користи како некаков ринг за општествена моќ. Многу е важно да се зборува отворено за сите овие прашања, токму бидејќи полето на сексуалноста се пресликува во сите други полиња на општественото живење. Биологијата на жената се користи постојано за задржување на нормите на патриархатот. И се додека телесноста и сексуалноста се под контрола на патриархатот, тој нели се продолжува да живее. Во таа смисла ограничувањето на женската сексуалност значи нејзино сведување на нејзината биологија, па велиме после да стане мајка е нејзина главна улога во животот, нели, врзувањето на жената и нејзиниот идентитет исклучиво со нејзината
телесност, па имаме голем број на стереотипи кои произлегуваат од тука за жената која што не сака да биде мајка, за жената која што не може да биде мајка, па имаме дискриминација и предрасуди од различни видови. Имаме распуштеници, имаме копилјарки, имаме голем број на однесувања кои што се по друг аршин од оној кој што важи за мажите. Па пречка сексуалната работа, реално кажано, може да представува проблем, зависи да речам од околината во која што се наоѓаме. Мада кај нас сексуалната работа е непризнаена, неприфатлива, одбивна од многумина, што викаме. А пречка да може да представува. Може, значи и во домен на семејството кога станува збор, неприфаќањето, ако партнерот не знае за што станува збор, да, знаат за мојата работа, да. Знаат за, повеќето знаат. Сум била доволно слободна да можам да отворено да си комуницирам на таа тема. Мислам дека на почетокот имале предрасуди, но подоцна едноставно си го прифаќаат тоа што е. Види, луѓето би можеле да се противат околу сексуалната работа поради тоа што не се доволно запознаени, според моје мислење. Значи, не ја знаат уствари проблематиката со која што сексуалните работници се соочуваат кога се во, како да кажам, во контакт со многу клиенти. Повеќето од нив мислат дека телото женско е само еден предмет кој што може буквално да се искористи на било кој можен начин. Па сексуалната работа, доколку не би била табу тема, се разбира, значи доколку се декриминализира, нормално е дека, мислам, луѓето би биле многу посрекни. И сексуалните работници, пошто тогаш више ќе ги имаат своите права, ќе бидат законски заштитени, ќе ги имаат сите тие нормални привилегии кои што ги има еден нормален работник.